Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис класа. Овој пат ќе говориме на една многу интересна тема која што индиректно е поврзана со, ајде ако можеме така да кажем, новинарството или со вестите кои што ги произведуваат новинарите. Пред да го најавам нашиот гостин, не заборавајте лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал Мишко Иванов. Следете ни на нашите социјални медиуми, на Facebook, на Instagram. Исто така Мишко Иванов и едноставно ќе ги пронајдете сите оние содржини на кои што можеби сте навикнати, можеби не сте навикнати или можеби е време да се навикнете. Човекот кој што го промени начинот на тоа како македонецот чита вести. Основачот на највлијателниот агрегатор во земјата, човекот кој што со алгоритам создаде медиумска револуција. Вечерва во Бизнис класа, поддржано од Diners, Игор Трајковски, Time.mk. Добра вечер. Добро вечер. Што толку ти се напнати сите медиуми, не ми е јасно. Зашто им бодиш во очи на сите? Де да излеземе од Time.mk, па ајде да се вратиме во Time.mk. И некако од страна гледано делува да не турашам како несовладлив. Пак на крајот од денот секој сака да е на Time.mk, затоа што прво станување на секој човек е отварање на Time.mk да видам што се случува. Имаш со некој си имаш замерено нешто? Не. Нема ништо. Па не знам да ми делаш како питално се. Не можам да пофатам што ги нервира, да им взимаш пари, не им взимаш пари. Си се обидел да разговараш со сите оние? Па да, имавме неколку состаноци, се видовме, ги кажавме своите аргументи. И што им пречи? Па првично они така збарем како беше по медиум, на самите нивни медиуми што пуштија некои вести, таков голем аргумент им беше колку ние сме заработувале од тоа што го правиме, онака. Мислам, тоа валјда друго е во однос на да речеме некако во однос на затвореноста на алгоритмот за како работи, па зашто рангирањето е вакво или такво, што мислам истото прашање може да се постави на било кој интернет медиум, зашто на Google некој е прв, втор која некој нешто пребарува или на Facebook, зашто него бите статии се само валја тамо не можат да пристапат да се пожалат кај него, тука дека сме локална ние фирма, речеме сме на поголем локален удар тука. Локална, имате и Па да, но имаме физичко присуство тука, Facebook и Google немаат. За да им отидат у канцеларија да им тропнат. А иначе да има сигурно ќе отидат ќе тропнат. Ние сме за тоа може и протест да направиме. Колку пари толку правиш ти они што толку им боди очите? Па на завршните сметки се јавни. Последниве неколку години сме над 20 милиона денари. За 20 милиони денари сите се против тебе. Да, нешто невидено. Тоа колку му доаѓа во евра? Па нема тоа не на 300. На 300.000 евра. Да. На годишно ниво. На годишно. Па добро се. Мисля, сме го говореле ова ние. Ајде не одам на почетоците како настанува Time.mk, мислам дека 2008 година. Да. Но првичната идеја, бидејќи вие меѓу другото бевте и професор, така па излеговте на Финки бевте. На Финки излеговте. Првичната идеја на Time.mk беше бизнис идеја или ваш порив, луѓево да не се одат од страница на страница, туку на едно место да... Да, тоа ми беше како личен проект. Поради истата причина, поради која што беше и направен на Google News, како прв news агрегатор, кој што работи на овој начин, како што работи Time, они уште во 2001 е бета верзија, во 2002 го имаат пуштено отворено. Тамо некој инженер од Google сакал да ги следи вестите за бомбашките напади врз Нью Йорк, што беа во 2001. Да, и идел на Нью Йорк Times, Washington Post, CNN, знаеш, така све да следи, од чиста потреба, рекол дај да те направиме софтвер што ќе ги собира сите, вести што се на иста тема да ги групира во групи, кластери што ги викаме ние.
да ги рангира по некаков алгоритам, различен агрегатор има различен алгоритам за што е битно, како да ги сортира. Така што и ја доека во тој период кога го направив, баш бев во Google тогаш, и за Македонија Google немаше тогаш, и ден денеска се уште нема. Во Google во посета или на... Не, као работа. Тамо работевте во Да, Google? да. Во Америка? Како практикант онака Во 2 Америка? години. Во Америка, во Сан Франциско и во Цирих исто. 1 година таму. И како е разликата? Од тамо го преземавте концептот Не, условно како кажано, идеја, како идеја, да. Аха. Таму, оке, да имав и плюс уште некои, да речеме, внатрешни информации, некои документации да видам што прават, како идеја, онака, да го видам, онака. Ама општо е тоа, онака, не е ништо конкретно, код не сум земал ни од таму, ни ништо. Да, таман работа. Нема ни да работи тоа. Што се врати назад? Си седел у Google и дојдеш тука да. да се расправи. Дај мака па да видам Секој си кој има прави, своја што- лична приказна, онака, зашто се враќа. Но претпоставам она кога кажуваш првично и беше идеја, претпоставам и бизнис план, така? Или не размислуваш Немаше, дека ова не, ќе не. биде некој бизнис кој што не вносен. Првично ме интересираше од љубопитност дали нешто ќе работи Аха. и јас да го користам за да не читам дневник, време, што беа тоа. Да, Тоа не, време гледаш, утрински, Ајден на натаму, секој- Ајден, да. Аха. Ајден. Тогаш Ајден беше најголемо тоа Да. време. И работеше нешто, тоа ја не ни знаев веб девелопмент, вебсайт како се прави. Мислам, науката знаев тоа како работи, ама од идеја и наука до нешто у продукција да работи е различно. Таква нека рудиментирана верзија прва направивме, само една табела, обично со листа од линкови, толку ништо немаше друго. И памтам на Мери Јордановски го пратив, онака, ја викам зирне го ова, што е она, леле, шо е ова? Као ние секој ден ова го правиме, вика што го прави твој вебсайт, гледаме на одредена тема кој све не напишал. Аха. И од таму некако добив сигнал дека е нешто корисно, онака, и после кога се вратив од тамо, имаше доста некои такви настани за стартапи, за едно за друго, од различен тип некои собирања и тамо го промовирав и ме викаа да зборам за нешто. И така некако почна да се шири, ние за рекламирање уопште немаме едно евро дадено. Све е онака од луѓе на луѓе. На Твитер што све онакво споделува, луѓе на Фејсбук, информации, така. Прво, Така настана. кога ќе се разбудиш, кога ќе станеш, веднаш одиш на тајмака? Па, јас не, мислам, може на почеток беше Не. да, додека имав таква анксиозност, дали работи, не, дали заглавило, зашто Нема случуваше. сега за да видиш. Добро, Сега може нас не. не е деформација, Сега некој ќе станеме одно. Не. Не? На почеток имаше стварно анксиозност, знаеш дека доаѓаат илјадници луѓе да го гледаат и на почеток беше на некои не толку сигурни инфраструктури, без многу заштити, тоа не знаев како се прави точно. И како што растеше сајтот, имаше се поише проблеми. Многу луѓе сакаат нешто да направат. Аха. Чисто и они од куриозитет дали можам да го бутнам да не работи. Така имаш као некои па со намисла, со умер, Аха. онакво сакаат нешто да што е актуелно да не се чита. И доека да најдеме да се развие така инфраструктура од која ќе бидам сигурен онака дека све е како што треба, имаше таква анксиозност и така кој ќе станеш со бајле одма да отвориш да видиш дали да не сгрешил нешто, да не дали работи сајтот или такви ствари. Тогаш верувавте во тие моменти дека ќе станете еден од највлијателните, како да кажам, македонски дигитални производи? Па, на почетокот не, ама види, идејата за ваков тип на производ, каде што немаш премногу секојдневни обврски, туку да направиш нешто што автоматски работи, е стара силиконска долина, идеја од силиконската долина. Мислам, сите овие платформи што ги гледаме, се некој таков вид да е некако да направиш некој сервис кој што веќе постоечки работи ги преуредува и ги рангира, да ги пребарува или па корисничка содржина што е качена да ја покажува на корисниците. Да имаш такво некако целото време што го користиш да е некако да се акумулира, да во смисол да ќе работиш денеска 5 сата, ќе направиш некоја нова функционалност на сајтот и таа се акумулира, тоа више работи следните 5 години.
после 2 недели па нешто работиш, па го додаваш и само е поголем и побогат е сервисот што го правиш. Така што таа идеја како за некаков си пасив инкам, што ќе направиш некој сервис кој што прави нешто што е корисно, да можеш од тоа да живееш, а да за во меѓувреме да може да имаш слобода, да се занимаваш со други работи и други интереси, мислам дека скоро сите имаат фаундери на Силиконска долина. Трајковски пробува многу да ве следат со намера да ве турнат од пазарот и некако не успева тоа. Затоа што прво агрегаторот е тој кој што ја прави таа селекција кои ќе бидат првите 3 вести или сепак човек фактор треба да биде кој што Може да се види бројот на вработени у централен регистар, не мора да не верувате, може да видите. Колку кафе не може тој број на луѓе да ги исчита сите вести што се појавуваат и да ги реди и да ги мести онака. Значи тоа е софтвер што е направено. Значи тоа е видите, секој агрегат, мислам, како прво нешто не постои нешто како објективен агрегатор. Каква и да направиш некаква селекција, некакво сортирање, више си некако според критериумот по кој што ги рангираш работите, тоа е пристрасност или бајас. И сега ние гледаме да е тоа што покорисно за луѓето. Значи да сме субјективни во смисла да им е корисно на луѓето. Нас корисноста не интересира. Не интересира содржината унатре да преферираме корисност и достапноста претпоставам. Да, затоа што и мислам дека и тоа е главната причина за тоа што не може да се сруши тај. Значи тоа е како концепт за како се конзумираат информации и кој нема да понуди таква широчина и брзина, осетливост на битни теми, одма, значи, кој има земјотрес, ние после 2 минути серверите ни горат, онака, затоа што после 2 минути луѓето доаѓаат да видат што се случило, значи знаат дека тамо ако има некоја битна информација, најверојатно ние сакавме едно време онака да ставиме онака како таглайн за сајтот као тај МК секогаш втори. Зашто ние не можеме да биеме први никогаш за ништо. Ние можеме само да детектираме више што има и да брзо да го најдеме, но па не, види, сега за да сте први треба да видите медиум, вие не сте медиум. Не сме медиум. Од друга страна не крадете, затоа што го давате изворот. Да. Но ако одиш на одредено место да се информираш, мислам дека каснењето на информации ќе нас е најмало од сите места што можеш да ги што постојат за македонски содржини. Нема друго место онака каде што просечно време на новост е помало од кај нас тоа. Секојаш некој медиум ќе биде прв, но нема он секојаш да биде прв, ама ние секојаш ќе сме втори. И тоа победува онака. Добро. И сега пробува да ве струшат, не може да успеат. Па не, тоа е ради концептот, онака. Они треба да го убијат концептот. Ако не сме ние некој друг агрегатор ќе има или некаков таков сервис. Начинот на конзумација на... А зашто да го убијат концептот? Јас не разбирам. Прави, ако сакаш, еве го имаш концептот, повели конкуренција. Може би најубаво да седнете некој од нив да ги прашате. Мислам, ја не можам да дам одговор за нив, зашто сакаат. Не, онака се обидувам да влезам во ваша мантра да видам што е тоа што како размислуваат кај нас, бидејќи секој се знае, претпоставам дека можеби има и некаква политичка заднина. Во еден момент вие во тие почетоци кога го направивте и тој страшен замав, вие навистина се соочивате со проблем дека вие практично ги местите вестите против актуелната власт, па моравте да објаснувате луѓе тој алгоритам како можем јас да ги местам. Ама затоа што во тоа време најактуелни теми, најзастапени биле Груевски, скандали, проблеми во општеството и да можеш, мислам, тие се темите, онака, ако има нешто убаво што се случило и сите пишуваат за тоа ќе стане прво на тај. Ние не ја гледаме содржина. Содржината никако не влијае на стварите што ги пишуваме. Колку сте луѓе? Колку вработени сте? 3. Тројца луѓе читате 6000 вести дневно. Да, до 2000 сека. И то само Македонија, каде е Албанија, Србија, Албанија, Србија, Бугарија. А тој систем како функционира? Исто е на база на алгоритам, ама го имате поставено различно од македонскиот или? Не, скрос истиот алгоритам. Све исто, истиот код работи само на други информации. Едно време беа и креативе, па излегува, така? Или не? Не, имавме посебен дел за Хрватска што беше како независен, но сега
Од кога направивме преструктурирање пред некое време, некои од државите ги продадовме на одредени други фирми во Словенија и во Албанија. Ки групиравме и за Босна имаше посебно, значи Босна, Хрватска и Србија сега се на тајм РС, на српскиот дел. Албанскиот и бугарскиот ги извадивме, па пред некое време ги вративме за Добро, бугарскиот е интересен, ми е интересен. Да. Поготово е сега од пред година-две, кога напреднаа бајаѓи овие тулови за анализа на јазици, можеме многу лесно да ги поврзуваме вестите. Нас не е полесно на ChatGPT сега одма ни преведува се. Не за преведување, него за одредена тема што се пишува во Македонија, на пример со бугариве што имаме проблеми, можеш одма на еден клик да видиш како исто пишуваат и бугарите. За истата тема. Тоа што ни е новиот фичер зелен, што е плюс толку и толку теми, таму има теми за истата тема и како пишуваат на албански медиуми, на бугарски, на српски, да можеш да имате поширока слика. Денес алгоритмите одлучуваат што ќе чита народот, тоа може да биде и малку опасна моќ од една страна. Или грешам? Па мислам, тоа е као додадена вредност, е корисно нешто. Да. Затоа луѓето се навлекуваат на нештото, затоа што им е корисно, ако не им е корисно, нема да го користат. Но како и со секоја технологија која стануваш како зависен од таа корист, тој провајдер на нештото диктира што ќе ти даде следно, како нештото ќе го менува, ќе го така постои влијанието повеќе е во насока на тоа, не можат медиумите да овие сервиси да те натераат директно за да имаш одреден став за нешто. Него може да диктираат темата на што ќе размислуваш, затоа што ти колку повеќе си изложен на одредени теми, повеќе размислуваш подсвесно или свесно на стварите. Ако отвараш секој ден нешто и ти се пласираат одредени теми, тешко дека ќе ти го смени ставот кон нештото, ама бар ќе ти ги диктира темите на кои што ќе размислуваш, но некојаш е битно па тоа е и крајната цел можеби да те тргне од одредени теми да размислуваш на други теми. А можеш ли на пример ако карикирам се случило убиство или самоубиство и тоа нели го има па сите медиуми, тоа по алгоритм исплива на прво место. Може ли алгоритмот да се смени, например, на прва вест да отиде нешто што е позитивно? Сега веќе може. Порано немавме. Тоа зависи од бројот на објави што ќе биде сега на прво место. Сега го правиме во однос на покриеноста на настанот и кои се медиумите. Колку има поголем број на медиуми и ако се тие да речеме по-влијателни, може тоа да збориме како го присметуваме. Тоа влијае на рангот, на темата, дали ќе биде погоре или подоле. Као сама содржина унатре, се уште не се осмелуваме да ставаме да одредена тема, како тема, да ја буткаме погоре или доле. Затоа што утре па ќе ви префрлат, значи можеш да тука бираш онака. Ние сакаме само да бидеме ментално како огледало на што има по медиумскиот простор. И погоре да ги ставаме темите што се повеќе покриени. Така што затоа и некојаш можеби некакви релативно кажано поддосадни теми се од типот сега за војнава во Иран. Затоа што сите пишуваат за што се дешува во теснецот. Например, премиера на представа тешко дека ќе отиде прва, така? Да, тешко дека. Мислам, ако е покриена, да. Многу ретко, меѓутоа или изложба, тоа не може да се случи. А колку дневно, претпоставам тоа го имате, колку дневно влегуваат на TimeMac? Како корисници? Како корисници, колку кликови тоа, како се, например, ја со се моево, например, денеска сум влезел 20 пати, например, да видам што има. Па обично се користат 3 до 4 метрики за посетеноста на сајтот. Едно е да речеме колку имаш реални корисници што доаѓаат на сајтот, дали на дневно ниво или па некои ги мерат на месечно ниво, што не секојаш секој доаѓа секој ден. Туку гледаш, например, за овие големиве платформи како Google, Facebook, Instagram се мери на месечно ниво колку луѓе доаѓаат. Друга работа е колку често доаѓаат. Например, едно е, човекот да дојде еднаш дневно или дали ќе дојде 20 пати. Зашто со првата метрика не прави разлика колку пати доаѓа, туку дали дошол или не.
Со втората метрика е колку често доаѓа. Тоа се брои преку бројот на посети или sessions Океј. во Google Analytics. И имаш уште една трета метрика е за колку е активен онот која ќе дојде. Не е само да дојде, него што прави, дали само ќе дојде на наслов да си оди или клика на линкови, Тоа се по гледа? различни категории. Тоа се колку page view направил Аха. на страната. Се гледа тоа? Се гледа тоа, во Google Аха. Analytics секој сајт може да види кога дошол корисникот колкава активност имал на сајтот. Пошто они се како што се палат ке нас по кликови, по гледања и на пример имав не знам толку гледања, практично кога ќе отвориш графикава гледаш дека или онака како што скролал го тргнал па 3 секунди не знам највеќе претпоставам истото и тоа така. Да, Ја можам да влезам да го отворам и да излезам. Да, мислам не и, читам. и самиот концепт активност може различно да дали се скролови, дали се кликови на линкови, дали отварал разни категории унатре да бара нешто И одредена што тема, највеќе ги култура. интересира? Искрено? Па најмногу се Македонија и фудбал, као посебни категории. Да, Иначе да, да. вести е како, нели има 3 супер категории, Така. вести, као е огромно све за Да. вести, за спорт и овие магазин, Да, да, ствари магазин, што се. технологии, тamo не знам што Да, имаше се. вести е најмногу, па спорт, па магазин, од спорт фудбал најмногу читаат. Од вести, политика? Од вести Македонија и економија и црна хроника. Боже. И колку Да. дневно влегува? Колку кликови имаш дневно? Па На тема колку влегуваат дневно? као број на луѓе, број. као број на луѓе се од околу 100.000 на ден. 100.000 на Да, ден. 100 unique users секој ден што доаѓаат. А број на посети просечен е околу 3,5 посети Што три? по юзер, значи 350.000 посети и секој внатре у сајтот, значи секој ќе дојде покрај тоа што кога ќе клика на вестите, Аха. тоа не го броиме ние како наша активност, затоа што иде на На страната на извор. на медиумите, да. Мгм. Но внатре некојаш у самиот тајм кој ќе влезат чачкаат, идат у Македонија, идат јавни набавки, идат YouTube нешто да побараат, што има подкасти, такви да, сега има и YouTube и Да, подкасти веќе да, колку такви повеќе ствари, од да. скоро година дена веќе се Да, значи вкупно прават околу 1.000.000 прегледи, тоа Прегледи. page view. Дневно? Дневно. се. Секој ден. А можеш да видиш дали се истите луѓе или менуваат горе-доле, можеш по IP адреса тоа се гледа или не? Значи тоа се уствари Што рекол сам? различни броусери Аха. кои што доаѓаат онака. Така што реалната бројка е малце помала, затоа што на пример некој што доаѓа само од мобилниот, окей, ама ако иде и на работа од еден компјутер, дома од друг, Google Analytics не го фаќа тоа. Имат други можеби некои по-адванс што може да ги врзат. Мгм. Дека тоа е уствари истиот човек. Но сега за сега, кога се збори за users, се рачуна број на различни броусери, Добро. прелистувачи што доаѓаат. Бројката е милион, рековте. Така? Милион прегледи што доаѓаат луѓе. Милион да, прегледи да. дневно, што е Дневно, да. како да кажам бројка за респект бидејќи ова е Македонија и ова е мал пазар. Да. Кој повеќе Мислам па и бројот на луѓе уствари, ама замисли, тоа се 100.000 луѓе кои што се заинтересирани. Ми е чудно што уопште толку има луѓе што активно, свесно одат на одреден сајт македонски, значи не е ова нешто Instagram, Facebook што сите идат. Знаеш, цела популација за све и свашто. Ова се 100.000 луѓе што се заинтересирани да читаат вести. Може се ботови пратени. Не се мислам, тоа Google прави добра контрола да изфилтрира што се во која смислам, луѓе ботови или софтверски ботови? Не, луѓе ботови, не Google, луѓе ботови кои што имаат задача да влегуваат ова што вас Ама, ве чуди, па да ги гледаат 100.000 вестите. луѓе, онака, некој да Па, контролира за да прават. Па не да контролира, за да прави клипинг, па ние колку сме па. Така. Не, 100.000 луѓе Се може се голем карикирано, број на да. луѓе. Не, тоа не е организација или партија или нема толку. Ова се луѓе што ги интересира дневно политички информации, најчесто за тоа идат на сајтот, да видат денеска што има, што е актуелно. Па да. И то не е, еднаш влегуваат Што по глупости се искодесиле, скандали. Кој повеќе Лажни губи? соописи. Оние кои што инсистираат да не работат со вас по секоја цена, па ќе излезат од таму, односно ќе ви кажат веќе не смееш да не превземеш заради не знам тој и тоа. Ма да, од лани или губите вие. Бидејќи некако кај нас не се осети ништо. Мгм. Огромно, значи огромно 40 и нешто медиуми одеднаш лани во мај која беше. Да. Кој излегоа, поише од пола се вратија после тоа.
значи имало голем импакт, нешто им фалело. Па веројатно и они гледат дека никој не оди на страната ако не е тај МК, така сега за треба да укуцаш тој Па кажам, медиум. поише е за принципот онака, Аха. мислам до негде и до довербата на луѓето, они знаат дека нема нешто на пример што било битно во државата, било каква смисла, кое што не било на тајм да се појави како топ тема. Ама, И ја знаат не- луѓето дека кога ќе отидат таму дека за нешто да ќе прочитаат. Имаат избор од разни перспективи да видат. Да. Што не може секој медиум да се пофали со истата работа. Голем број на медиуми, дури огромни, и телевизии, да не ги збориме, која се случува голем број на битни работи во државата. Не кажувам сега позитивни, негативни. Така е, Зборувам за Така е, да. 2015-16, тотално игнорира, ништо не публикуваа за тоа. И зашто сега некој би отишол таму да чита вести, онака, кога знае дека цензурираат, наместо да отиде на место каде што секогаш нешто што е битно се појавува. Да. И ќе излезе, ќе Значи, може и ради може тоа го види. доаѓаат луѓето, не е ради кој знае нешто што друго. А колку денес медиумите се борат за клик или за вистина? Тешко е да кажем вистина, ама повеќе одат на кликови или? Па заради тоа што ревенју моделот, не знам на македонски како е. Ај, Да. како да го... Приходите на медиумите Добро. се базираат најмногу на реклами или на но во секој случај тука се тргува со внимание. Значи колку поише внимание се посветува, дали преку посети, време на задржување на сајтот, ти уствари тоа го продаваш на крај со рекламите. Вниманието на корисниците што доаѓаат, дека им проаѓаат очите врз рекламите што ти ги ставаш таму или во текстот или како и да е. Тоа е нештото кое што се тргува во овој бизнис. И сега многу е тешко тука да се биде преобјективен, превистинит, затоа што луѓето кои го даваат своето внимание, најчесто вниманието го даваат повеќе спрема скандалозни работи, негативни работи, страшни работи и ако си ти реален и објективен и нормален, ти бидеш досаден во овој денешен свет. Значи вниманието на луѓето кидат на лажни вести, на невистини, скандалозни, надувани работи и тоа некако и ги тера самите, ја мислам, уредници на медиумите да ставаат такви наслови, да е малце подизместено од објективната реалност, да добијат кликови, да ги привлечат луѓето, иначе нема да доаѓаат. А ке вас алгоритмот како е наместен? Па сега Содржината не ја гледаме. Содржината не ја гледаме само содржината дури за да насловот не одредиме одредиш, темата. така? Ништо не гледаме. Гледаме само да се сите вести на иста тема во кластерот. Да се тема Македонија Бугарија односи. Да, односите или за фудбал нешто, некоја Така е, тема така. или економија. А тоа она наслов тоа едно унатре другото ви нема интересира. ништо, не гледаме тоа. Аха. Воопшто. Сега Уредникот што стел, тоа ставаме ние. Да. Не мислев дали по клик, пошто знаеш некош Не, ниту колку луѓето кликаат кај на пример ние не сме одредиле некој ранкинг. Сме ставиле оваа тема прва, втора, трета. И сега, на пример ако третава ја кликаат поише, ние не ја ставаме таа тема погоре. Затоа што едноставно таа не е застапена. Иако и имаме таа информација дека ова поише се клика, но содржината не влијае на ранкингот никако. Значи, ако се клика повеќе, вие таа не оди нагоре. Не, треба затоа што не е биде- застапена. Треба да биде во повеќе извори, Треба во да повеќе поише медиуми на и тоа значи ем што треба да биде во поише медиуми, треба да биде и со различен тон и различни информации да има на сите Да, медиуми, да. зашто тоа е реален настан е, што се така случил. е. Затоа што ако гледаме со застапеност по медиуми, тогаш соопштенијата на Нептун, Сетек, на ВМРО, на СДС, што се како платени соопштенија, и знаеш ги пуштаат по веб-сајтови, знаеш, они ги ставаат како вести ги пуштаат, и ти кога ќе фатиш го тоа нештото на сите места, но за среќа тоа е една иста информација и може лесно да се фати и имаме специјални детектори за пиар соопштенија кои што ги филтрираат тие ствари уопште да не стигнат најгоре. Значи треба нештото Или ако сака нека дојде, нека си плати. или ако сака да како што дојди, како плати и си го прават реклама онака, и како што го готово. прават онака, но Не ми прави финти сега преку. да. Трајковски она што е ваш фах. Бидејќи професор бевте на финки, ние живееме или влегуваме во една нова ера,
Значи, го фативме и они класичниот интернет, дури оние почетоците на модемите, нели, па кога она крцаш па додека да се уклучи. Сега доаѓаме до ChatGPT, вештачка интелигенција. Доаѓа ли крај на класичниот интернет или? Па за жал, за жал. Тоа е реалноста, нема за жал, за не жал. До каде може ова да оди? До бескрај? Под класичен интернет, јас бар подразбирам, според тоа што сум го следал низ животот и што било технолошки направено, е интернет базиран врз линкови. Значи имаме извори на информации, веб сајтови, на нив има страници и они се исповрзани линкови едни наспрема други. И Google 20 години работеше на начин со тоа што да ние кога ќе пребараме нешто, он користејќи таа исповрзаност помеѓу сајтовите, ти го дава она место каде што најверојатно ќе го најдеш одговорот на прашањето што го поставуваш. Но интелигенцијата за да го најде тоа место ја црпеше од тие линкови испоповрзаност. Сега полека поради затвореноста на системите, значи најголем дел денес од содржината на интернет се креира во затворени платформи, не на отворени сајтови што се отворени за сите да може да ги читаат, туку се генерира на Twitter, на Facebook, на Instagram, на TikTok. И сега компаниите тоа го продаваат како отвореност, но тоа не е отвореност. Тоа дека секој може да направи акаунт и да пласира своји информации тамо, не е тоа отворен веб. Тоа имаш отворен пристап, но не е отворен. Не можам јас да направам некои програми да видиш што има на Facebook. Таа е затворена платформа, тоа само Facebook може го контролира унатре и да не можам ја од надвор да го индексирам Facebook и да давам препораки или некаква додадена вредност. Значи тоа беше првото затварање на интернет, но сепак ако направиш акаунт и влезеш унатре, правиш некои пребарување или нешто, пак нешто можеш да видиш онак. Сега е па уште полошо. Сега па следно доаѓа е да уопште нема линкови, нема изворени информации, туку имаш нешто како четбот, кој што го прашуваш, ти дава одговори и можеш само да се молиш, некои од нив даваат референции од кои реални страници земале, но полека тоа ќе се изгуби. Тоа затоа што голем дел од знаењето на поновиве системи више ќе се базира и на свое резонирање и ќе биде толку многу далеку тоа од директна поврзаност со еден извор за да ти го даде како информација, затоа што, например, еве, за некоја диагноза или за нешто, може самиот алгоритам сватил од 15 извори или од 20 извори. Он не може да ти каже ради овој документ ова ти го одговорив. Туку тоа е мој став од све што исчитав, не можам да ти ги даде 500 пейпера како референца. Да, ама ти ги дава како фуснота, ако можеме така да кажеме, кој е изворот, од каде. Ама тоа ако е факт, и овој факт е вамо, ама што ако натаму идеме да тебе да ти даде некакво објаснување, некаков заклучок конкретен за твојата ситуација, твојот проблем што е. Сум го тестирал тоа. И он ќе ти даде одговор, не можам да ти каже референцата е во овој пейпер, зашто не си ти тој пейпер, па значи он расудувал, правил и ти дава одговори, а нема тој одговор референца конкретна. Значи тоа е резултат. Па може и така, може и вака, од комбинирање на голем број на информации ти го дава одговорот и нема точна референца од каде е нештото. И сега полека ние се потпираме на таков вид на интеракција со овие нови информациони системи и голем авторитет и верба му даваме на системот. И тука има голема придобивка од сето тоа, но постои голема опасност, затоа што тој систем ќе ги диктира одговорите на тебе. Нема да се базира тоа на конкретен документ, па окей, тогаш таму била одговорноста на авторот на тој пейпер, сега авторот одговорноста е на овој AI систем што ќе ти дава одговори. Но идеме у таа насока, се поише ќе се потпираме на системи кои што немаме ги сите можни детали, дури ни самите креатори на системот, ни Google не може точно да ти објасни зашто системот вака ти одговорил. Не знам како и кој, но знам дека сите
сите веќе користат ChatGPT, па тоа за да не зборувам, напиши ми состав по македонски јазик за на таа и таа тема, па ти пишува едно друго. Инвалиди ќе станеме. Инвалиди сега во смисла на, да речеме, со индустријска револуција полека почнуваме, нели, мускулите сега да ги губиме. Наместо од аграрни општества станавме општества базирани на експертиза, каде што луѓето идат во некакви канцеларии и тамо на монитори или од хартија читаат некои информации, нешто расудуваат и даваат одредени репорти. И затоа престанавме да ги користиме мускулија, па мораме да идеме да трчеме на кейп или да идеме во теретана, за да не атрофираме. Колку брутално. За да не атрофираме, и сега таква ќе имаме атрофирање на мозоците. Затоа што сега више не можеме ни мозоците да ги користиме. Свесно не оттупува некој? Не е свесно. Таква е, мислам дека е природата на нештата. Свесно е можеби што не пристапуваме холистички кон проблемот, кој што се ствара со користење и со развој на технологијава. Премногу слобода им се даде некако на технолошките компании, правите што знаете да правите. Дајте им на луѓето све што сакаат. За одредени работи се е регулирано. Вие фармацевски нема да правите ЛСД и да го шиткате по улица. Или кокаини или не знам тамо, е регулирано тоа, а на технолошките компании им дада отворени раце да прават што сакаат, без некако системски да се влезе какви последици има со нештото, дека... Да, па од тоа па особено па кај нас, па не само на технолошки компании, на оние социјални има тотална нема регулација, социјална медиуми, нема регулација. Секој будала знае да напише било што, сите станаа новинари, сите станавме, не знам, компјутерчи. Да, им се даде преголем глас на идиотите. Малку, јас... Океј, ама има убавина во ова, тој холистички пристап вие кој што го споменувате. Има убавени во тој ChatGPT, во AI. Тоа е... самиот креатор на AI, вери, јас се плашам. Самиот се плашам во која насока може да отиде, бидејќи денеска можеме да ти направам слика со Меси и со Роналдо како седиме во кафана без да приметиш дека е да, преска која зборевме за уништување на класичниот интернет, заборев да кажам, и ова е уште плюс, уште еден фактор за уништување. Дури и нека остане интернетот таков кој што го знаеме, со линкови, со сајтови, со социјални мрежи, но содржината што е на таа платформа, на класичниот линковски поврзан интернет и на социјалните мрежи, се повеќе е генерирана од AI, со одредена... Значи, било каква содржина веќе е креирана вештачки, Значи, бројот на книги на Амазон кои што се предаваат, што се генерирани од машини, тоа не е човек. Користат софтвер, скрипти некакви, што генерираат книга за well-being, за здравје, за експертиза, за инвестирање, за разноразни ствари. Значи, книги, автоматски идеш на вебсайт, маш на Deutsche Welle пред некој ден гледав, има подолг документарец за тоа, како се уништува интернетот, со тоа што се презаситува со вештачки непроверена, не толку вистинита содржина. И сега ти замисли, зашто таа е ефтина содржина што можеш да ја генерираш. Можеш 1000 пати повеќе да изгенерираш од реална што луѓето ја прават. И сега замисли дека интернетот е 1 врз 1000 од луѓе, а другото е све од машини. Како ќе го најдеш тоа што е од луѓе? Значи, доаѓа тешки времиња? Па тешки времиња, затоа што ќе треба нови технологии, ќе стануваме уште поглупи, претпоставувам. Нема да се замараме со ништо, значи мозокот нема толку атрофира и до таа содржина што ќе пробуваме да ја абсорбираме, голема веројатност ќе биде дека ќе биде вештачки генерирана, да не е тоа уствари ние што мислиме дека е што го читаме. Иако на пример за мене позитивен има внука кој што е на факултет и кој што во една прилика пред пола година учи еден испит, бидејќи јас сум го поминувал тоа. Правен факултет и се ме прашува може ли да ми помогнеш? Не знам точно што беше прашањето. И сега ја правам тест, оно ми го дава прашањето и ја го пуштам на ChatGPT. И го праќам одговор. Ми враќа одма, те молам, не ми даде одговори од ChatGPT.
Значи веќе Па сега, може да те знае ти како звучиш и како звучи GPT, може предобар Па, би одговорот. да. Човек кој збори, професори веќе може да приметат што е чат GPT, каде е чат GPT, каде можеш да имаш си ти. осет, доказ не Аха. можеш да имаш, но осет можеш да имаш. Но како се развива, и тоа има убав потенцијал да направиш нешто убаво од тоа, ама ние зашто ние секогаш лошото го користиме? И светот генерално лошото го користи. Ама луѓето За се такви злоба. се, ние секој сака да отиде по пократкиот пат, мислам по Не, окей да отидеш по пократкиот пат, еве ќе ти помогне тоа, ама зашто тоа да го направиш по злоба, знаеш? Не го користиш за убава работа, туку го користиш да наштетиш. Па тоа е открива природата на човековата психа. Сега малку влегуваме во психологија. Ова социјалните мрежи не направија вака малку како да кажем, по нервозни, површни. Па Знаеш, ке ти мислам тука доста е експлицитен одговор, толку има истражувања на тоа направено зашто е така. Не, пошто некој ќе те праша, доста и види ли тоа? Викам, го прочита ли текстот? Не. Па прочитай го тебе. И сега ти ми го читаш насловот, а текстот не си го прочитал. Секогаш нема врска текстот со насловот. Мислам, тоа све произлегува од еволутивно доаѓа. Мислам, луѓето мислам, не само луѓето, него и цицачите, мислам, целиот жив свет дава многу поголем фокус и внимание му земаат негативни работи, за да ги избегне, да ги запамти и да ги избегнува. И затоа ние на интернет, која многу поише се задржуваме и кликаме некои скандали, несреќи, некои црнила, не толку ствари. Таква ни е природата, тоа поише внимание не зема. И се додека интернет, целата економија на интернет се базира врз внимание, а не врз точност на информацијата. Значи, сите технолошки компании максимизираат колку време проваѓаш на нивната платформа. А ако знаеме ние дека природата на луѓето е да се лепат на негативни работи, тоа е одговорот многу едноставен, што ќе доминира на како содржини по платформите по кои што се влечкаме. Колку Трајковски и полека да превршуваме, колку ние како држава каскаме во однос на технолошки развој, иако ќе видиме ние ќе се испофалиме, не знам, ова направивме, тоа направивме, меѓутоа денес особено во ваква ера и на медиуми, и на платформи, и на интернет, и на чат GPT, и на не знам на што, каде што ти можеш со еден клик да добиеш извод не постар од 6 месеци или не знам, ние каскаме, така, поприлично сме бајаги назад. Ние уште уште например во државно кога ќе отидеш да извадиш крв, ти велат дојди во еден да си ги земеш резултатите, така, не ти ги праќат во нема тоа уште по мејл да ти ги пратат се. И ние нешто 21 век. Значи во однос на претпоставувам за дигитална писменост, може би ме прашува за да. Мислам, под дигитална писменост малце лошо се сваќа од прва, што значи тоа? Не значи тоа да си спретен со апликации како да читаш имейл, да имаш Facebook, па да пратиш, инсталираш или да имаш тачираш. или да имаш не знам и банкинг да правиш, мислам, тоа не е дигитална писменост. Тоа да ги разочаруваш луѓе. Мислам, под дигитална писменост е повеќе свесност и знаење во денешно време е да си свесен за како работат системите, како можат да те измамат, да ти излажат вести, да ти го украдат идентитетот преку Вибер, дека не све што добиваш е точно, да пазиш што кликаш, да си свесен, да гледаш ги домеините кои ќе кликнеш на вебсајтот горе што стои за не гледаме, мислам, далеко сме од тоа. Тоа сме далеку од таа писменост. Зашто све не може да ти се случи на интернет, какви све не опасности постојат или за измами или за манипулација, да прочиташ вест, да не леташ одма, да знаеш дека може ова да е грешно, дај да проверам да видам дали некој друг пишува, а не одма да праќаш на тетки, на чичковци, види што се дешава. Тоа е во дигиталната писменост, а технолошкиот развој на држава како држава говорам. Затоа велам, земаш крв и сега ти резултатот уште го зимаш, така дојди во 3 па не е готов, а во 3 па толку е тешко да се поврзат компјутерски колку и да се институциите во Македонија па да направиш. Многу е интересно тоа што допред
6 месеци, знаеш, сепак ќе кажев, не е едноставно. Иако и тогаш чим сите земи го имаа направено, ние го немавме, не е толку комплицирано. Но од декември месец наваму, со појава на не знам колку са и читателите или вие поготово сте запознаени, дека полека професијата програмер, односно или целиот процес на производство на софтвер станува као суровина, као комодити. Едноставно можеш со веб картичка да платиш систем, cloud code се вика, да речеме, или има и други, со кои што секој човек, ево имаме братучет и супругата, кои што не се програмери, прават веб страници. Значи, толку е више поедноставено, толку има скок се има направено во процесот за како е лесно да направиш сега квалитетен софтвер, да е жалосно да голем број на државни институции во денешно време да немаат. Чуди, да, они баш треба да се отворени и транспарентни во тој дел. Мислам, валјда ќе треба некој време тој бранд да влезе во најситните пори во најзаостанатите општества. Замислива да гласаме електронски. Да, тоа на избори. Да. Добро. Овој успех со TimeMaker повеќе ви носи мир или ве вознемирува? Првата фаза беше анксиозноста, како видите, вие станував да видам што е, како е. Сега како е, релаксиран сте веќе и кога ќе имате напади, контрнапади, веќе сте поприлично оттрпнати. Па да, мислам, после 20 години, скоро уште малце. Поише, мислам, зависи од тоа сам, мислам, процесот не одредува за човекот каков ќе биде. Некој дошол ли да ве купи од партија? Партија дошол ли да ве купи? Два пати сме имале понуда од која постои Time. Не е нешто многу да бараат, онака. Што да ве купиме? Да не купат, да. И? Колку дават? Колку да. Со првите беше во 2011 беше неколку стотини илјади. Подцениле. Во 2011, ама добро, Time не беше толку голем. Добро. Иако беше више тоаш најголем сајт, Ајден кој се затвори, тоа од тогаш ме најпосетуван сајт во Македонија, македонски, а другото беше сега брзо, пред покачува малку или? 3 години. Не стигнавме до цена, но не тера онака да даеме понуда, ама мислам, ова е више како не го ни правиме више за пари, ова е више ти е како идентитет. Ама не го продаваш. Не го продаваме, не. Нема цена, така. Нека не пушта понуда. Добро, не праќате понуда. Брзи прашања за крај. Google или AI? Мислиш OpenAI? Мислиш? Па мислам дека иако има моментум OpenAI, ChatGPT, дека Google сепак ќе победи на крај. Зашто имаат поголем број на податоци, поголем број на јузери, тоа е битно. Добро. Facebook или X? Зависи за што. За брзи вести X, Twitter, а Facebook е за све друго. Трамп што сака? Трамп? Тој на X е, нели, цело време, на што објавуваше тој? Па сега е на Social Сега Truth. е на Social Truth, иначе, откако се скара со Ама нека пушта и вама нешто. Пушта? Се подсмирија малку изгледа. Сепак 90 милиона има фоловери. Најопасна технологија денес? AI. Да, го зборевме. Да, мислам е опасно во смисла иако изгледа научна фантастика во моментот да се каже, но мислам дека не сме многу далеку од која дека ќе не заменат за све што правиме. Преска, како што кажав, порано имавме кај да избегаме. Избегавме од нива, и отидовме у канцеларии. Сега не знам од канцеларии кај ќе бегаме, зашо која ќе ја заменат, а натаму и да све полека се заменува. Мислам дека било каква активност што се базира на гледање во монитор и тапкање на киборд и маус, кликање, што и да правиш на тој екран, дека влесе пиксели во твојот мозок, а излести се некакви кликања, дека ќе се репродуцира. Дека тоа ќе го прави машина која што ќе биде подобра од 98% од луѓето што прават. Еве, нека останат 2% тие нај креативни што уште ќе останат последни да се заменат, иако и тие ќе се заменат, ама во доста брзо време, помалце од декада, јас мислам дека ќе биде, дека 98% од сегашните работни места дека ќе се автоматизираат. Така што е многу тешко уопште денеска луѓе да одредат за што да ги спремат своите деца. Зашто најверојатно они
ќе работат нешто што денес уопште не постои како професија. Зашто од професииве денеска што постојат, Со роботот ќе си оди на работа. дека јас мислам онака дека све тоа ќе се замени, дека ќе биде поевтино да иако се базира на капитализам општество како што е денес, и ако е све во однос на цената, дека роботи и ботови софтвери ќе можат да ги прават подобро работите него луѓето. Пак е вештачко, не е природно, пак сме ние, иако опасностите демнат. Ама види, ако ние базираме економската вредност на тоа дали е човечко или вештачко, колку професии ќе останат што се битни. Најголем број на луѓе го продаваат својот труд зашто завршуваат некоја работа. И сега а не ради тоа дека е човечко, него крајниот продукт е битен. Ако нештото може 10 пати или 100 пати поевтино да го прави робот или софтвер, и останеме капиталистичко општество, кај кидат инвеститорите, собствениците на компаниите, што ќе им вложуваат? Ќе преживеат ли класичните медиуми? Мора да продолжат, ама ќе биде во некоја друга форма. Во ваква форма како што постои сега, многу е тешко да најдеш бизнис модел, затоа што сето тоа се на еден или на друг начин се конзумира од вакви AI системи кои што го преработуваат, го персонализираат, што тоа е еднината во персонализиран интернет, каде што секој ќе има 20 агенти околу него што читаат и му филтрираат што му треба, што не му треба. Нема да биде директна врската еден на еден помеѓу човекот и медиумот. Туку ќе биде тоа преку некакви системи интелигентни што таа содржина ќе преработуваат, ќе обликуваат конкретно за даден човек. Добро. Така што ако утре исчезне интернетот, што ќе остане од човештвото? Па ќе остане тоа што било пред интернетот, веројатно, по некоја логика. Ки имаш локален комшија, луѓе, ќе идеш да правиш муавет, човечки контакт. Ние да го заборавивме тој дел сега. Сега сме во некоја врска со некакви емотикони, некакви банери, некакви... Имавме ние ситуација со ковидот кога светот застана во еден момент. Затоа велам, ако исчезне интернетот, што ќе се случи со нас да нема интернет? Да нема да исчезне, тоа е, мислам, добро ли да нема телефони? Од кај знаеме што може да се случи? И така се ние не веруваме ни дека може да... За еден месец ќе ги направиме пак. Не може тоа. Добро, тоа е пат во една шанси, насока. меѓутоа замислите, па ајде ако сакате и акција ден без јас не познавам некој кој што не е со телефони, кој што не скрола, кој што не гледа и кој што не е. И тоа се носталгичарски муабети, мислам, како валјда и сите што старееме и така си. Не можам да разберам. Океј, да, но не можам да разберам на пример како апропо ова затопувањето за кое што зборувавме. Ние порано, бидејќи јас сум фатил тоа време каде што имало фиксни телефони, па вртеш, па дупла линија, па така натаму. Значи, порано на фиксен телефон, кога ќе се договориме јас и Игор во 18 часот, ние во 18 часот доаѓаме. Ние денес сме со мобилни телефони, ние сите касниме по 1 сат од првично договореното. Да, има многу парадокси. Или имате вештачка интелигенција, имате толку развиена технологија, практично, например, кога ги гледате генезите, тие се како 23 век, тие таму. И сега ме убедувате од една страна дека немате лек против ракот. Не можам да поверувам. Не, може да се поверува затоа што е така, например, како може ако се сака онака. Направи им 40% даноци на технолошките компании и тоа да иде во ресерч за кенсер. Добар крај на емисијата. Ако се сака. Така. Благодарам што бевте дел од бизнес класа. Беше мило. Игор Трајковски, еден од основачите, собственик на TimeMac, агрегатот TimeMac во бизнес класа. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас. Не заборавајте да не следите, претплатете се, лайк, сабскрајб на YouTube каналот Мишко Иванов, на социјалните медиуми, Facebook, Instagram, TikTok и секако се гледаме повторно за 7 дена. Гледавте уште едно издание на бизнес класа, овозможено од Diners. Довидување.